Вреки со смет, мебел, градежен шут и друг разновиден отпад се фрла од несовесни граѓани. Нова локација до школовозот кој го поврзува стариот пат Тетово-Скопје. Нова локација пред влезот на градот покрај железничката пруга. Пред неколку години имаше илјадници тони отпад, кој јавното комунално предпријатие го користеа како претоварна станица. Тука, последниве неколку недели, повторно се создаваат мини диви депонии. Од јавното комунално предпријатие Тетово апелираат граѓаните ка бастиот отпад да го носат кај претоварната станица на ЈКП Тетово ватарот на село Фалише со цел заштита на животната средина. Аријани Џафери од Еко Герила бара да се отстранат купиштата смет пред да се создаде нова дива депонија на локација каде пред неколку години имаше планини од отпад. Мислам дека и сега ако не се реагира брзо од страна на надлежните, тоа ќе прерасне на една огромна дива депонија. Освен нови површини со купишта смет, во Тетовско диви депонии со децении се создава и на локациите, каде комуналното предпријатие го претовараа сметот собран од домаќинствата, пред да се однесе во Скопската депонија Дрисла. Досега се сменија повеќе локации за претовар, но на ниту една од нив не се работеше со стандарди. Од општината се покажа дека не се во состојба или не сакаат да го решаваат проблемот со ѓубрето во градот. Пошто овие работи се повторуваат многу пати. Со промена на локациите за претовар на сметот се загадуваше почвата, подземните води и воздухот. И новата претоварна станица кај Тетовско Фалише работи без никакви стандарди. Наместо претоварот на ѓубрето да се врши во специјални машини, сиот смет пред да се транспортира во Дрисла, се истура на земја нова оградена површина, каде на само неколку метри се засадени земјоделски култури.